Добар ден. Јавноста знае за грстот фирми со седиште на адреса на Сител телевизија, Градски стадион, ББ Скопје. Собственост на Латас и Ивона Талевска. Зошто овие фирми сега се неактивни, нема одговор. Можеби затоа што има други фирми преку кои што се вртат илјадници евра. Граѓаните се охрабрија. Луѓе блиски до ВМРО-ДПМН, вработени во провладините медиуми, до Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги доставија следниви информации. Куќниот пријател на Никола Груевски, уредникот на Сител, Драган Павлович Латас, додека затвара едни, отвара други фирми, со многу слични имиња. Тотал Медиа Центар Доел, Макс Медиа Доел, Тотал Маркетинг Доел, Медимакс Доел. Едни фирми се неактивни на Градски стадион без број. Други фирми се отворени и активни на друга адреса. Фирми со нула вработени, ама носат нови пари. Регистрирани на булевар Илинден 103/12 во Скопје. Овие 4 фирми за само 3 години оствариле приход од над 736.000 евра. Тотал Медиа Центар, управител и собственик Латас, остварила приход од над 112.000 евра. Медимакс Доел Скопје, собственост на Ивона Талевска, управител Латас, остварила приходи од речиси 200.000 евра. Подсетуваме, Талевска е дел од извршниот одбор на МАН, главен противник на реформите во медиумите. Дали противењето на некои медиуми по секоја цена да не се спроведат реформи во медиумската сфера не се ништо друго освен штитење на бизнис интересите и личното богатство на главните уредници, протагонисти на Никола Груевски. Поврзаноста на медиумскиот мрак и корупцијата, односно личното богатење на главните медиумски протагонисти на Груевски се уште една причина зошто се потребни реформи во медиумите. Благодарам, поведете прашање. Амбасадорката ОЕР денеска рече дека е потребно многу време за да се направи теренската проверка на списокот на ДИК. Вчера германската амбасадорка рече дека никој не знае дали ќе се одржат изборите на 5 јуни, а Груевски рече дека се подготвени за такво нешто. Ваш коментар? Никола Груевски убедуваше македонската јавност дека избирачкиот список може да се прочисти за изборите на 24 април. Никола Груевски е човек кој што нема политички интерес во Република Македонија да има фери демократски избори, бидејќи на фери демократски избори ќе падне од власт и неминовно после тоа ќе загуби својата слобода. Токму затоа Никола Груевски сака да лови во матно и во Република Македонија да се спроведат избори по негова мерка, кои што не се фери демократски. Има ли можност да се прочисти избирачкиот список, имајќи го предвид фактот дека и членови на Државната изборна комисија рекоа дека време има за тоа? Значи, работењето на Државната комисија во делот од споредувањето на податоците е по методологија која што ја предложи ВМРО-ДПМН. Сега ВМРО-ДПМН е политичка партија која што се противи на резултатите кои што се добиени по нивно барање. Дали и како има време, кратко е времето. Напоменувам дека веќе трет ден Државната изборна комисија пред 3 дена требаше да го усвои извештајот кој што не е усвоен токму ради противењето на ВМРО-ДПМН и не сме во можност да влеземе во втората фаза за теренската проверка. Дали и како постои можност да се провери работа која што треба да утврди Државната изборна комисија по нашите согледувања. Пролонгирањето на таквата работа е всушност интерес на ВМРО-ДПМН со цел да не можеме да дојдеме до реално пречистување на избирачкиот список. Значи дека и изборите на 5 се дискутабилни, дали воопшто ќе се одржат? Дали ќе има или ќе нема избори на 5 јуни одлучи ВМРО-ДПМН и ДУИ со неуставна одлука, не одлучи собранието на Република Македонија во нормална постапка, ниту тој датум е утврден по основ на политички договор. Во основа Социјалдемократскиот сојуз е спремен за избори уште утре, воколку бидат создадени нормални, фер и демократски услови. Тоа се прочистување на избирачкиот список и реформи во медиумите. Воколку во предвидените рокови се успее да се постигнат овие две цели, ние немаме проблем со датумот за избори. Ние имаме проблем со тоа дека на Република Македонија, не на СДСМ, и се потребни фер и демократски избори со цел да излеземе од оваа политичка криза.